Како што најавивме на самиот почеток од оваа емисија, денес имаме гостин во студио. Станува збор за жена која што е вам добро телевизиски лик, познато од безбројните емисии, реклами, кампањи и некако провокативната сама по себе и преубава Хелена Роза, денеска гостин во нашето студио. Хелена, добре дојде, навистина ни е многу мило што си тука со нас. Да, и мене ми е многу мило што сум со вас дечки тука. Фала за бавата најава. Не си сама, тука е твоето синче. Да, тука и тие. Имаме да го гледате ќе си шетка тука околу нас. Да, со мене е мојот 20-месечен син Тијан. Многу е убав. Да, фала ти. Многу е убав. Повторно си на ТВ екраните, имаме многу теми да разговараме денеска, со тебе можеме 5 емисии да направиме тоа. Сигурно, пап. Ќе започнеме од Нов Зеланд и прашање колку се промени твојот живот од заминувањето од Нов Зеланд до сега? Па многу се промени нормално со самото тоа што нели овдека сум Хелена Роза, таму сум една од 5 милионите луѓе. Ти годи ли тоа? Па вака, значи, на почеток кога дојдов таму, значи бев вау, беше многу убаво што никој не ме знае, луѓето нема стереотипи кои ќе ме запознаат, бидејќи овде во Македонија кога се родуваш, да. Да, луѓето пред да остварат комуникација со мене веќе имаат некоја слика и веќе влагаат во таа комуникација со предрасуда кон мене. Таму го немав тоа. Така да ми беше многу интересно што луѓето првиот контакт кога го имаа со мене, значи тоа беше моментот кога ме запознаваат која сум, што сум и веќе врз нашата комуникација градеа основ за тоа која сум јас. За разлика од тука што за жал не е така. Дали некогаш се покаја што замена од нашата земја? Па да ти кажам искрено, колку и да звучи лошо, не. Барам се не уште. Дамо сум 4 години и стварно прекрасно ни е, многу ни убаво. Убаво се снајдовме, првите години и пол беа навистина тишки, додека не застанавме на нозе, додека не се решија сите документации и така натака, ли сега веќе се адаптиравте. Хелена, вака немирен е на тебе? Сака да движи од през го гледаме? Мислам дека и на мене и на татко му. Убав на тебе? Ами и на татко му. И на татко му? И на татко му. Да, така да и јас сум била немирно дете, и Игор бил немирно дете, и така да имаме едно немирно дете. Хелена, мене навистина многу ме интересира, бидејќи еве ти си делот повторно во ваква емисија како што е шоу бизнисот. Порано ти си работела во поранешниот ексклузив, имаш и важиш за жена без влакна на јазикот, кажеме, еве како можеш да ја процениш денешната македонска сцена? Па вака, не знам како да ти кажам, да не бидам Следиш? сватена погрешно, не следам многу, тоа сакав да кажам. Значи, од она што го следам, мислам дека е малце подосадно од што беше. Не знам, дали може би медиумите веќе нема толку емисии од ваков калибар како што имаше порано, значи беа нели бекстејдж, беа ексклузив, беа не ми текнува на сите имија и така натака, значи веќе имаше некоја конкуренција, мотив и така натака. Имаше списание како свет, како крема и така натака, значи беше малце поинаку. Сега веќе дека гледам многу, нема такво нешто и мислам дека е малце досадно, затоа што искрено гледам дека некои ликови што од пред 10 години беа, нема нови ликови. Нема нови дечки. Може би постојат некои, може, треба да им се даде повеќе. Да, може, јас не знам, може има. Ама мислам дека од секогаш македонската естрада била досадна, за разлика од другите естради на Балканот. И ни запе. Да, се согласува, да. И апсолутно мислам дека секогаш сме го милувале онаа поговорка покриен задник. Так. Никој не го плука, за жал. И така функционирала нашата естрада со години. Мислам дека се уште така функционира, што искрено мене не ми се свиѓа, затоа што пред се како човек ја ценам искреноста и отвореноста и соочувањето јавно со проблемите и така натака, така да тоа е нешто што гледам дека не се сменило. Ти важиш, од секогаш си важила за контроверзна, за искрена, секогаш на својот збор никогаш не си прифаќала некои мислење за кое што ти мислиш дека не е во право. И ти беше првата јавна девојка која призна дека е во врска со друга девојка. Па вака, значи јас морав тоа да го направам за да дадам тотална поддршка на ЛГБТ заедницата, значи тоа исто и го потврдив, нели, со мојот настап на Јас имам талент, затоа што премногу ми сметаше менталитетот овде како гледа, како на изроди, како на некои луѓе кои што не се ностоп меѓу нас и сакав да дадам со таа моја изјава, сакав да дадам пример дека ете и нормален човек може да биде дел од таа ЛГБТ популација и така натака и затоа и тоа го направив, затоа што сакав да ги освестам луѓето, да почнат малце поинаку да гледаат, сега дали гледаат или не, како ме доживеа после таа изјава, апсолутно. Добро, но како беше тоа прифатено од јавноста, од пријателите, од публиката? Од родителите? Значи не, родителите, да, ама родителите знаеат зашто ја давам ја таа изјава и како ја давам таа изјава, така да немав проблем. Јавноста интересно беше тоа што јас се осетив дека сум по некое време дека сум станала јавен психијатар. Затоа што
Многу е жално што е така. Постам таа моја изјава секојдневно во секое друштво, дали сум Беше на... присутна по медиумите на секој? Не, во секое друштво, во секоја ситуација Тема на се разговор. издвојуваше некој кој што бараше да ми даде исповед. Дека во неговиот живот имал таква ситуација, дека не знае како да каже на родителите, дека има партнерка, дека може во минатото имал такво искуство. И буквално се осетив баш како да сум психијатар. Значи, Сигурно си помогнала на таков начин на многумина. Апсолутно на многумина. Така. Беше исто така многу популарна со твојата емисија Гола вистина, да се присетиш на тие моменти колку беше Голема храброст тешко е да тоа. се направи Да, една беше таква многу емисија. тешко да се најде соговорник. Се стикјам баш на една тема која што беше во Притоа, врска со... извини, беше емисијата ти во кревет, разголена и Не. Тоа беше во кревет со Хелена. во кревет со кревет. Гола Аха. вистина беше сосема нешто Сосема друго. друга емисија. Јас нешто со така. Добро, не, вие сте биле многу мали. Во живот. да, Да, да. идеше Гола вистина, Да, идеше да, постам да. 12, да. Најверојатно се спиел. Сум спиел, да. Така да не е никаков проблем. Да, Гола вистина сеќаваме, значи имав тема значи за нели на некој начин за перверзии во кревет, каде што темата беше садомаз и така натака, и неколку од нашите јавни личности што ги прашав дали би сакале да бидат гости, ми рекол: "Ау, па јас не правам такви работи во кревет." Ама јас викам: "Не барам да ми кажеш ти што правиш во кревет. Јас го барам твоето Так. мислење за овие работи, ти како возрастна жена." Викам: "Мораш да имаш некако си мислење за овие работи." Не, ја не би сакала да зборам за тоа. И апсолутно да, имав голем проблем да најдам соговорник во таа емисија. Добро, тогаш и во тоа време, еве како ние оваа генерација, кога веќе се навраќаме на такви емисии, интервјуа, навистина сте имале со кого да работите. Некако ни стекот на годиниве, и ние денеска се мачиме за обични интервјуа, не па за такви како што кажав, најверојатно таква тематика. Така ти си била и многу пред твоето време, во твоето време. Барем јас така Во го вистина, доживувам. Јас сум време. се стално пред моето време. Јас имам една информација, ми каже еден човек, сигурно знаеш кој, дека во тоа време си можела, си сакала да ти биде гостин Бранко Црвенковски. Да. И тој тебе те поканил да му бидеш, да ти биде гостин во хотелска соба. Да, он... Можеш ли таа да Па ни ја- да, значи во една ситуација каде што беше опуштено друштво и така натака, јас му реков: "Господин претседателе, кога ќе ми бидете кај мене во кревет во Хелена со Хелена Роза гостин." И он вика: "Па ако сакаш у кревет, вика, значи можеме и сега да идеме кај мене у соба и да снимиме." Значи, Навистина. да. А тој беше женет тогаш? Па не знам дали беше, најверојатно цел живот се женет. Што мислам дали, јас мислам дека само се шалеше бидејќи беа присутни и други луѓе околу нас на масата, значи така да само беше сладка А шала. дали сметаш дека денеска може да успее таква емисија? Па ако решам да ја правам, дефинитивно да. Со тебе да. Па тоа би било убаво да те видиме повторно на екран. Па Дали да. размислуваш на таа тема? Па, не знам, не размислам, поготово не за Македонија. И каков бидејќи карактер би било? Не живеам тука и така натака долго време, значи не верувам дека тоа ќе се случи. И се за Нов Зеланд не знаеме, можеби таму би направила нешто, ама не знам, не би сакала да зборам, многу малце сме за такво нешто таму и така да можеби. Кога го спомена Нов Зеланд, мене ме интересира, еве сега сигурно таму дали управуваш свое возило, не знам, Да. и тоа дали слушаш македонска музика таму? Многу малку. Значи Се македонската музика и што има ново на македонската естрада дознам преку Игор. Значи он Так. прати, значи не само македонска, балканска естрада да кажам прати, он ми кажа во има нов спот, ова издала песна и така натака. Јас не. Так, значи сепак еве кога ќе дојдеш вака во Македонија, ретко тоа се случува, можеш да се информираш, имаш пријатели свои, се гледате вака често кога ќе дојдеш или одмараш тука? Па не, се гледам апсолутно. Интересно е кога се некаде така далеку, луѓето кои што и претходно не си имала никако знае каква комуникација не сум имала, сакаат да допрат до тебе и да те видат, што е малце многу интересно. Значи луѓе што никогаш не ми пишувале порано, што сум била само на улица со нив здраво. Сега кога сум дојдена, Хелена, баш би сакала да те видам. И убаво е кога се враќам, многу ми убаво кога луѓето по улица реагираат по мене: Хелена, леле ни фалиш, па кај си, да. Постои некое место кое што можеш да го посетиш кога ќе дојдеш во Македонија? Нема некој Што те навраќа на некои спомени, некои Па интересни? не, мислам цела Македонија си ја сакам, сите места ми се омилени, се да имам убави спомени, така да нема некоја специфика, тоа е тоа место и така натака не. Кажи ми, дали ти недостига телевизијата? Притоа ти си Да, дете на телевизија. Да, апсолутно Така да. е. Значи јас сум порасната, моите родители беа новинари, работеа во телевизија, сестра ми беше јавна личност, беше пејачка, јас сум од мои 9 години на телевизија, така да дефинитивно ми недостасува. Дефинитивно. Спомена еве Ребека, нели познатата пејачка, сите се сеќаваме на неа. Во каков однос сте сега? Супер. Повлечени сте од јавна професија. Да. Дали е тоа предност или мана за вас? Па јас не можам да зборам за мене, како што кажа, во моментов значи не можам да гледам на предност на мана, значи живеам еден тотално поинаков живот. Значи дека ми недостасува. Си има своји предности и мани, јавниот живот си има своја предност и своја мана и тоа кога не си, нели,
Јавна личност има своји предности. Можеш да искочиш у град да ви кажеш дека имаш Ана и дека имаш 28 години. Така. Може да не запознаеш сега кога зборуваме на тема Нов Зеланд, што работиш таму? Вака, значи, јас работев до пред да останам трудно со Тијан во продавница за научари во Стангласхат. Тоа е огромна луксотика, тоа е огромна групација на луксузни научари, таму бев менаџер, но кога останав со него трудна, значи имав шанса да се вратам пак, но јас не сакав затоа што не сум тоа јас. Така. Ситуацијата ми наметна да морам да имам стабилна работа за да ги средиме документите и така натака, сега веќе не. И сега почнувам со организација на детски фестивал, кој што првиот ќе биде одржан во декември. Тоа ќе биде телевизиски така, проект? Значи. Не е телевизиски проект, значи тоа е фестивалче за дечиња, нешто слично на нашите детски фестивали. Тој да заклучок дека тоа го нема во Нов Зеланд. Каде ќе се ми тоа таму само тука? Не, значи тоа ќе биде као ивент, значи тоа ќе биде детски фестивал, значи нема да се емитува нигде, значи ќе се издава посочба на карта и така натака, ќе има дечиња што ќе пијат и така. Браво. Па ќе видиме, ова е прва Ќе ги година. бараш талентите? Да, ова е прва година, иде малце потешко, што е нормално, таму ги немам контактите што ги имам тука, таму не ги познавам. Но тоа е голем предизвик, ја учам културата на Нов Зеланд, на луѓето, на родителите, така да. По сео аз можам да забележам дека навистина после колку 4-5 години веќе се чувствуваш таму одлично. Да, супер ми е, да. Игор како Игор. Игор како Игор, Игор е супер. Игор како Игор. Да. Кјара веќе и возрастна девојка, Да, Кјара има 20 години. работи. Да, Кјара работи значи во customer service. Во customer service. Вау. Добро си. Океј, добро. се меша, добро, па нормално. Студира политички науки и право, значи актуелна е во политиката. Во политиката? Да. Не покажува Браво. некоја амбиција вака за телевизиски проекти? Не, значи Кјара воопшто не е насочена натака, имаше и понуди, беше и дел од еден спот на познат новозеландски артист Kings. Ама не, значи не ја влече тоа, она си сака се биде политичар. Тоа е добро за тебе? И па не, се едно, значи незината одлука која е да и Ја што и да се поддржуваш. бави, ја поддржувам, така да она се одлучи да се бави со политика и Импресивно. Јас сакам сега да ти поставам на прашање таму си. Сега да ти се јави некој, Хелена, дојде во Македонија, колку и да треба пари, повторно да бидеш во телевизија. Дали би прифатил? па би прифатила ако може да се договориме да дојдам за месец дена да снимиме за цела година емисија. Но да Пак да се живееш, врати. но да живееш живеам, тешко. Не, тешко, да. Али така, да, ќе се договориме, не е проблем. Така, добро. Тијан, ти како си? Интересни искуства можеме да извлечеме од тебе и да не запознаеш еве со културата таму во Нов Зеланд. Какви се луѓето со тебе, бидејќи си од Македонија, други Па вредности? да, таму луѓето се многу интересни по тоа што значи Нов Зеланд е екстремно мигрантска држава. Значи сите таму се маорите сме мигранти, значи таму не е чудно да не знаеш да збориш течно англиски, можеш да влезеш во продавница или во маркет и тој што е на каса, ако го прашаш некоја специфика да не знае да ти врати, едноставно не те разбира, или во на работи таму или он се едно. Така да, значи луѓето немаат проблем, многу се воодушевуваат кога ќе слушаат дека си од Македонија, они многу сакаат да учат. Па кај е тоа? Па што е? Па вашата култура, они со секоја различна култура се воодушевени. Значи се многу пристојни, многу стрикни луѓе, имаат една Киви, бидејќи новозеландјаните се познати под никнейм Киви, имаат една поговорка која што гласи but first be nice, што значи што и да правиш првично биди фин. Така. Така да они се екстремно љубезни, екстремно фини, насмејани се, малку да фати поглед некој да те како гледаш ќе се насмее, ќе праша како си, луѓе на улица бидејќи јас сум специфична по моите високи подпетици. Таму луѓето не носат многу секојдневно високи подпетици, да, за искачање во град, да, али вака преку ден не, значи поголемиот дел не. Интересно е кога ќе ме видат сите се као вау, лелеш, супер, како можеш, леле колку ти се убави. И тоа е многу Како убаво. не носат ли? Па не носат многу Сериозно? интересно тоа, да, не носат. Луѓето таму сакаат да им е удобно, не дека мене не ми е удобно, ама јас сум таа повеќето нели жени не им е баш удобно да се поголемиот дел од времето на високи подпетици. И таму луѓето сакаат да се чувствуваат удобно, да им е окей. Така. Хелена, дали твојот внатрешен дух се смири? Бидејќи има се уште видеа по социјалните мрежи, односно по YouTube, каде ти тогаш се пријави, чинам 2009 или ако Јас грешам. сум талент, така? Е, Да, така, јавен да. талент, Кога се представи Делуваш со тоа променето. што го имаш, да. Тоа Делуваш сакаме да променето кажеме некако. дека си некако приземена, Добро, смирена. па окей, не знам, од тогаш помина 12 години. Дали можеби си созрела Или го криеш едноставно тоа, го остави да. тој дел од животот на страна? Па не знам, најверојатно сите со текот на времето созреваме, имаме поинакви гледишта, поинаку гледаме на животот и така натака, така да не знам, поима немам. Добро, кажи ми, јавната професија во Нов Зеланд, да ја споредиш со нашава.
колкава е разликата? Огромна. Оние што работат огромна, тебе. да, огромна. Значи прво како се функционира таму е многу поинаку. Значи јас со еден продуцент кога имав разговор, кога му кажав таму дека водителите овдека функционираат на тој начин на кој што функционираме, нели сами се подготвуваме за емисија, сами прашања, немаме пред нас иди од камера од кој што читаме најави така натака, он беше, ама како така? Како може така? Викам, така фино, кај нас така се функционира, значи дека ние сами организираме, фактички ние сме и организатори, продуценти, и водители, и сценаристи и све. Таму позади еден водител стојат минимум 10-15 луѓе. Така и треба да значи биде. он доаѓа, она се едно значи и апсолутно никогаш не знае никој е гостин. Сериозно? Значи, да, он доаѓа, му кажуваат кој е гостин, кои прашања треба да ги постави све. Тоа е све напишано на од камера, он се чита и тоа е тоа. А каков е твојот впечаток за водителкиве кај нас? Се бројат ни на рака колку ги имаме? Поима не. Стварно не. Не следиш? Не следам. Не следиш? Апсолутно не. ништо. Поготово македонската телевизија немам таму кај да ја гледам. Има некои нели пакети со балкански телевизии, ние го немаме дома за да следам, значи не следам. По социјални мрежи што објавуваат? Па, ето сум, не знам, Се следите вие ли двајца, меѓусебно? Елена Спанчарска, Маријана Становиковска Лото, тоа е тоа нешто што ми излегува и за што знам. Како за крај на овој убав разговор, би сакал ти да одјавиш емисијата. Јас да одјавам емисијата. Ти да одјавиш на твој начин, да те видиме. Јас имам чест по живо да те гледам, сум те гледал како дете, како мал на Така е, телевизиски да. екрани. Еве да станеш, Добро, убаво, ајде. камера Да те видиме како изгледа пред Да. потоа. Прети потоа, Да, ја да. одјавиш Ајде. емисијата. Да ни покажеш како треба. Да. Како не, вие се супер и апсолутно знаете како треба сега. Ние ќе се Немојте да бидете заблагодариме толку- со Нина, еве да толку оставаме. скромни. Ова е чест Хелена Роза на еден тема. Да, Така и е. мене ми е чест, драги мои убави луѓе, што еве имавте 20 на минути да се дружите со мене, заедно и со Стефан и со Ана, во една единствена ексклузив. Нина, Леле, извини. Со Нина и со Стефан во ексклузив на 1 ТВ. Останете ми со здравје.